Плодната Панонска низина била една од најфреквентните територии во минатото, во која биле населувани, иселувани и повторно доселувани безброј етнички заедници од различни краишта на Балканот, но и пошироко. Тоа се случувало и пред создавањето на поранешната југословенска државна заедница, но и во текот на нејзиното постоење. Меѓутоа, значајни промени настанували и во просторите од каде што се случувале процеси на иселување на населението, кои пак биле иницијална каписла за следни и нови доселувања на испразнетите територии. Затоа денес, во многу краишта на Балканот, има толку многу мешања и различни етнички заедници на релативно мал простор. Денес во Војводина, во пространата Панонска низина, во пределот на Банат, главно на две мултиетнички локации во околината на Панчево и во околината на Вршац, во повеќе од 10 села живеат и македонци. Својот денешен изглед во смисла на урбанистичко уредување, инфраструктурата, системот на улици, селата во Војводина и Банат го добиваат во периодот на австро-унгарската власт, особено во времето на владењето на Марија Терезија и нејзиниот син Јосиф. Во тоа време, во делот на Банат, каде што и денес се наоѓаа споменатите села, била формирана воена граница, при што, заради остварување на државните интереси, австро-унгарската држава населила германско население, а селата биле изградени според однапред подготвените урбанистички планови. Сите села во Банат се од типот ушорени села, во кои улиците се прави и широки, поставени паралелно една со друга, а останатите се сеча со нив под прав агол. Куќите се поставени во предниот дел на улиците, при што во задниот дел од дворот, одвоен од куќата, е организиран стопанскиот дел од дворот, како и дел од површините за обработување. Куќите биле градени на определено растојание една од друга, поради превенција од пожари. По завршувањето на Втората светска војна и создавањето на социјалистичка Југославија, државните власти, германското население од овие села, сметајќи го за колаборационистичко, го собрале во посебно направени логори во близината на селата, од каде што, по известно време, биле протерани надвор од државата. Куќите и имотите им биле одземени, а во празните села почнал процесот на колонизирање на војните инвалиди и на другите заслужни борци од НОБ. Колонизацијата на населението се извршувала од различни краишта на тогашна Југославија, но главно се извршувала од областите во Македонија. Првата епизода од оваа документарна серија е посветена на македонците што живеат во околината на Панчево, во селата Качарево, Јабука и Глогоњ. Во нив скоро половина век живеат повеќе илјади македонци, како резултат на повоената доброволна колонизација на жители од различни краишта на поранешна Југославија, кои во потрага по поповолни услови за живење биле поттикнувани да се населуваат во тогаш испразнетите села во Војводина. Најголемо село од трите споменати е Јабука. Во пописот од 1981 година во него живееле 6453 жители, од кои 4179, односно 65%, се изјасниле како македонци. Меѓутоа, треба да се земе предвид и фактот дека голем број од македонците во тоа време се изјасниле како југословени. Во селото Качарево, кое исто така брои околу 6000 жители, живеат околу 2500 нашинци, додека во помалото село Глогоњ само 10 семејства се изјасниле како македонци, додека останатите на последниот попис во 2001 година се впишале во графата Срби. Колонизацијата од Македонија започнала доста рано, уште од 1946 година,
а главните селенички бранови траеле до 1947 година, иако доселување од Македонија имало и во подоцнежните години. Од Македонија главно се доселувале цели фамилии, дури и цели родови, со повеќе од 10 членови. Па ние дојдовме некаде во 1946 година, инако потекнуваме од поречијето, поточно од Ковач, односно Самок. Сега тие скоро едно место е. Некаде беше пролета и јас се сеќавам и покрај тоа што бев дете од 7 години. И право да ми кажам, бидејќи бе и моите родители, јас се радував многу. Бидејќи мене во средината, меѓутоа јас нема представа каде одам и што одам. И тогаш се сеќавам до Македонски Брод одевме пешки со коњи, а во Македонски Брод дојде еден камион, натовари и тие ствари, торби што имам, немам нешто многу ствари, и не префрли до Прилеп. Во Прилеп чекавме, дојде возот од Битола. Тоа не беа патнички вагони, туку беа овие вагони за стока, за роба. И влеговме во тие вагони и негде патувавме 3 дена до Смедерово. Бидејќи тогаш во Белград не отидовме, мостот за Панчево беше бомбардиран и не можеше да се помине. И се сеќавам дека ги носеа вагон по вагон на скел. Имало е транспорт, кол, овој. Транспортирани се луѓи, тој не се ние. Тоа е дојдени пуни возове. Појави се колонизација. Јас сам био службеник по Криво Паланка. Ратни војни инвалид. И појавила се колонизација и ми смо отишли. Па по нивните кажувања, дали комисија како тога се правиле спискови за семејствата која сакаат да дојдат во Војводина, оти овдека имало била равница, земјиште за бавење на полјопривреда, што значи семејствата која сакале да дојдат навака имале обезбедено превоз. Овде комисија се делиле куќи и земјата. Иначе доаѓано по 2-3 семејства, али едниот бил само носител. Татко ми беше носител као колониста, иначе во таа група мајка ми и нејното семејство, девојачко, не знам како да кажам, беше упишано. Значи мајка и, братје и сестре. Две фамилии. Од своите родни огништа се иселувале повеќе фамилии од исти села, така што некои од селата во Македонија останале скоро празни, што придонесло за нови доселувања на албанците, посебно во западните и северозападните делови на Македонија. Најмногу жители од Македонија се иселиле од пределот Славиште, но името на овој предел избледал дури од сеќавањата на најстарите иселеници, така што денес велат дека тие потекнуваат од Кривопаланечко. Голем број македонци се иселиле и од пределите на Горна Пчиња, од Жеглигово, од некои села од Скопска Котлина и Скопска Црнагора, од Полок, од Порече, Кичевија, Железник, од пределот Дебарца, од пределот Дримкол, од Струшко и Охридско поле и од Мариово.
Значителен број македонци се иселиле од пределот Мала Преспа, кој по создавањето на Југославија останал во границите на Албанија. Интересно е да се спомене дека до денес во селата на Банат, каде што живеат македонците од Мала Преспа, другите ги нарекуваат албанци. Етничкиот идентитет на македонците, изразен преку нивните чувства, традицијата на чување на имињата и презимињата, јазикот, дел од обичаите и денес е мощно изразен, особено во селата каде што нивниот број е поголем, а заедницата е покохерентна. Во минатото, во скоро сите села околу Панчево, каде што живеат македонци, во основните училишта наставата се изведувала на македонски јазик. Денес и покрај исклучителниот интерес кај луѓето што живеат таму, децата немаат можност да учат на македонски јазик. Тоа е една од главните причини што младите, особено од третата и четвртата генерација на иселеници, повеќе не го зборуваат мајчиниот јазик. Знаат јазикот, како се учи, како се задржува, се почнува од семејството, па до организирано со тоа училиштето. Во почетните години, прво, овде има неколку етапи развој на тоа учење на јазик, врло интересантно. Постоја македонски и српски оделенија беа. Јас не ги памтам точно годините, али може тоа и да се најде тука. Беа српски и македонски оделенија. Потоа до четврто оделение. Од четврто оделение во горните класови се учеше, наставата беше на српски, а се учеше македонски јазик. Во почетните пак имаше тие македонски оделенија, али тоа кратко беше. Сега, потоа се воведе јазик македонски кој беше обавезен само за македонците. Сега, па имаше една пауза, не се изучуваше. Па негде 75 така година, по согласно со сите родители, се воведе као јазик на општествена средина, така тоа беше најубаво решение, во тие услови најубаво решение, го изучуваа сите околу 16-17 народи и народности и беше прифатен добро. Наставата изведува 4 наставници, покрај тоа и другите македонци во своите оделенија предава, јазикот го предава, така да целта беше да преку тоа не чисто некоја програмска, строго обврзано програмска, него некоја упоредна настава со српскиот, а и се негуваше и културата, и беа уфрлени некои историски елементи, па фолклор, па сето тоа, говорот, постоја секции, во тие секции беа членови срби, македонци, унгарци, сите народи, значи. Па разумем да кажем, комуникација, али сада не знам да кажем у потпуности да се изражавам на македонски. Тешко е да се направи компарација за еден ваков, долгогодишен антрополошки процес, особено поради тоа што не постојат скоро никакви визуелни или аудио сведоштва од времето на нивното доаѓање. Впрочем, тие луѓе заминале од своите краишта, кои така биле многу сиромашни, само со она што можеле да го понесат во своите раце. Сепак, останале запаметени толку многу спомени. Секој разговор со нашите домаќини е посебна приказна, лична сторија и историја. Како не ти си земе трмка па вуличка и донесов овде. А од стока не, конјот, кравиците, овците и продаване. Трмка донесовте друго што? Па друго од храна. Едно каченце месо, свинчето си го заклал, спаковано, солено. Кога дојдов овде да као ја стариот предојде и ој постариот брат, па дојдов онде не знаат на оваа клима како се чувало, како се
tamo drug što kaj nas čist zrakot. Se usmrdelo meso, to molisalo gore na tamo, a bre, što je ovo što ste pravili? Pa vika što da mu pravime, ma kako što da mu pravite čoveče? A ono koja donesu vam ja to otade, ko dukat, da kad tamo stoji čist vazduh. Спомените како и понекоја избледена фотографија и парче народна носија е всушност се што денес може да се презентира за нивното минато. А за нивната сегашност сведочат и нивните поколенија, како и сето она што го постигнале во текот на 50 години живење и работа во новите домови. Иако верувале дека ќе дојдат на подобро и ќе најдат поповолни услови за живот, како што впрочем за некои тоа било и реално, сепак доаѓањето во туѓа земја, во сосема нов и драстично различна природна и културна средина од онаа во која што живееле дотогаш, представувало извесен културен шок за македонците. Колку само возбудливо звучат сведоштвата за долгиот пат од македонските села до Банат, превозот со воловски коли и коњи, камиони, воз, па дури и со скеле преку Дунав, особено за жените и децата кои дотогаш немале кој знае какви патувања надвор од своите села. Од селото до Стругав додавме со пешки. После од Стругав не во едно автобус. Теретни камион беше. Не донесе до Дунав. На Дунав ни рекоа да ту. Не, се до Скопје сте дадени прав. После на Дунав не сторие во вагони не оние што теретни што се. На Дунав ваки построе на скеле. Интересен бил и првиот контакт со потполно различната природна средина што ја нуделе банатските рамничарски ушорени села, наспроти македонските планински села. Подолго време многумина не можеле да се соочат со реалноста на бескрајниот рамничарски пејзаж и прашливост, песоклив воздух. Тоа било една од причините повеќе семејства од Македонија да се вратат назад на своите огништа. Се врати од таа причина што не може да се прилагодат здравствено. И по препорака на, после тоа беше година една, по препорака на лекарот вика, вие овде тешко се прилагодувате. Се адаптирате на овие услови на живот и здравствено кај вас веќе е одразено. И затоа тие се вратија. И само да ви кажем, и точно тоа се потврди после нивното заминување. Има доктор еден пишува, професор Трифуновиќ, вика, во Панчевачка општина има доста оболети од тебец, туберкулоза. Али викат, најбројни се од јабука. Точно тој го вика, ова е и констатацијата. И углавно беше и тоа причина, да и другите од здравствени причини. Повеќе се враќаат тие што беа постари, него помладите. Многу се емотивни сеќавањата на доселениците од Македонија за нивното прво пристигнување во селата во кои што требало да бидат населени, како и за контактите со германското население, кое тогаш се уште се наоѓало во логорите во непосредна близина на селата. Ја најдов туе една швабица, комшивка моја. И она, многу добро сме живееле. И она после, а свекар ми знаеше мало и други јазик, пошто во каде се да живку? Во Австрија бил. Тие беа во еден логор, заградени тамо, беа истакнати наши знамена на југословенски и сето тоа. Сето тоа беше под контрола, мислам. А да ви кажам и тие што останаа тука, неколку семејства, тие многу беа прилагодливи према нас, не ние према нив. Беа многу добри, тие беа добри мајстори и тие со сите тие технички
земјоделски машини кои ги имаше и трактори во тоа време, тие работеле. И углавно тие ги одржува. Немаше никакви проблеми со нив, мислам. Јако беа добри. Имаме ние, после имаме тие доаѓаат као пријатели во куќите кај што живеат. Многу интересантно. Тие не сметаа нас као ние да сме некој, да сме го самите тоа, да сме ги заробили или да сме го отмале од нив, сме за нас. Него дека тоа била една политика на целата земја на Југославија и така, во тој смисол. Така да и ден денеска некои семејства одржуваат врска со тие семејства што се оцелени таму, дури некои доаѓаат овде. Има. Така да не биле проблеми, а и тие сватиле дека мора така да видат, бидејќи биле на страната на непријателот, нашиот непријател. Ама човече в логор беа, свако вечер и примавне на седење. Свако вечер до 12 сати. Околу по ледина дојде. Иако при доаѓањето македонците се уште ги носеле своите традиционални носии, за кусо време започнал процесот на нивно заменување со европска облека, која некои ја добивале од германците, а други од местните власти. Така, во период од неколку години, народната носија станува дел од обредната облека, која се употребувала само во одредени прилики, како што се свадба, смрт или некој празник, или во забавниот дел од животот, приредби и слично. Можам да кажам, овја поглавном до 55-та, тука 60-та година. Меѓутоа, имаме и сега некои кои ги носат не стално, али празник, ако е или нешто од струшко, наизразито е тие струѓаните. Се облекуваат, носите, значи, ја мислам дека нема семејство кое нема носија дома. Тоа може да се види, нема проблем за тие фолклорни секции тука. Имаат сите своји носии. После почна е одма да ни даваат други рутишќа. Во технолошко-производствениот процес за македонците била новост употребата на различни машини и алатки за обработка на земјоделските површини, кои биле во вообичаена употреба на германската заедница во тие села. Така започнал процесот на културна интеракција помеѓу нив. Заемното испреплетување на различните културни традиции резултирало со тоа што етничките заедници учеле меѓусебно и како што сакаат тие да велат, да го земат најдоброто од другиот и да го вклучат во својата национална култура. Така, општо е познато дека меѓу жените започнал процес на заемна интеракција во сферата на домашната култура. Македонските жени научиле да прават различни видови колачи, а жените од другите етнички заедници научиле да приготвуваат неколку видови зимници, а особено им се допаднала македонската туршија. Од тие, како да речеме, повртарски култури, воглавном зелка, патлижан, моркови, пашканат и тие друго одгледува. Меѓутоа, пиперка многу ретко тоа беше. И брзо прифатија тоа. А ние во тој однос јако богати сме во тие. Углавном доста се припремат за зимница. И доста прифатија. Почна да садат пипер, почна да ги прифаќаат тие македонски, како тие ги викаат, специјалитети. И назад, ако се вратиме, нашата исхрана беше углавном со тоа. Ние кога одевме поле, углавном ќе носиме кисело млеко, пржени пиперки и така, таа лесна храна. Нашите соседи кои беа од тука, имаше староседеоци, ние сме и комши, например, Црапа има едно село, али нивите ни се близо.
Право да ви кажам, тие засекого по 200-300 грама салама, сланина, домашна нивна, сеча тая сланина и јадат, а температура негде 25-30, замислете. И ние просто се чудевме како тоа. Воопшто. Меѓутоа, постепено и нашите го прифаќаат тоа повеќе, али исто и тие ова. Самите видува дека е тоа полесно. Тие обично беа полни, така, луѓе, староседелци што беа исто. Тие се во главном Срби тука. И прифаќа и тие нашата храна. Сега нема, например, семејство староседелочко која не става туршија, која не става зелка или тија луто не јадеа. Своите етнички обележја и карактеристики македонците продолжиле да ги негуваат и во новата средина. Најпрво во рамките на семејството, но и во пошироката општествена заедница. Веднаш по доселувањето, тие започнале да ги организираат своите традиционални средби во недела, на сред село, кои поминувале низ песни, игри и заемно дружење. Azgan mara meraklia, busa buta se posvarši, vone dela se homaži, vone delni se razvela. Ako sumaro! Jaka čile na magare, ja se znale na opako, dar se maro za opaškata. Aška su maro! Mi rodila Maša ko dete, ne se znaje od kogo je, ili od popot, ili od padarot, ili nekoj od drugo selo. Se sobrale se la mete, daja vida Azgan mara Meraklija, kakvo čudo napravila. Zil Maroša sramni donese na selovo.
Од тогаш па до денес, низ различни форми на културно-уметнички друштва се негува македонскиот музички фолклор.